Здраво на сите! Добро дојдовте во втората емисија на Умни глави. Минатата емисија имавме представници на тимот БАС од Средното општинско училиште Јане Сандански и тимот Тројански вирус од Средното општинско училиште Димитар Влахов. Подобри беа БАС и победија со 120 поени, со што се пласираа во осмина финали. Денес со нас се тимот Јава од Средното општинско училиште Јане Сандански и тимот Плавуши од приватното средно училиште Јахја Кемал. Би ги замолила Јава да се представат. Јане Тарзиев, 4-та година. Алвано Стојанов, 4-та година. Другиот тим? Елена Донева, 2 година. Ива Ѓуркова, 2 година. Може ли да знам зашто се пријавивте и кој ве поттикна? Дали очекувате нешто? Дали сакате да влезете во финале? Да. Сакате да те понатаму? Да. Добро, супер. Вие? Ќе се бориме за прво место. За прво место? Да. Супер. Сега би сакала да почнам со првата игра. Тоа се нарекува да или не и да ви ги кажам правилата. Значи, имате по 10 прашања. Секој точен одговор ви носи по 4 поени. Тоа се исказни реченици, а вие треба да одговорите на нив со да или не. Првото прашање за тим Јава. Моликата е ендемичен вид во националниот парк Маврово. Да. Вашиот одговор не е точен, моликата е ендемичен вид во Пелистар. Второто прашање е за Плавуши. Сините очи се најлесно оштетливи. Да. Вашиот одговор е точен. Второ прашање за Јава. А3 формат е поголем од А4. Да. Вашиот одговор е точен. Следното прашање за Плавуши. Грчкиот автор Хомер бил слеп. Не. Вашиот одговор не е точен, бил слеп. Следно прашање за Јава. Божествената комедија е дело на Достоевски. Не. Вашиот одговор е точен. Следно прашање за Плавуши. 4 годишни времиња е композиција на Франц Шуберт. Да. Вашиот одговор не е точен. 4 годишни времиња е композиција на Вивалди. Одиме понатаму за Јава. Тајниот агент Джеймс Бонд е уште познат како 077. Не. Вашиот одговор е точен. Понатаму за Плавуши. Хокејот може да се игра на трева. Да. Хокејот може да се игра на трева. Прашање за Јава. Леонардо Ди Каприо има освоено Оскар. Да. Точен одговор. Вилхелм Ренген е пронаоѓач на рентгенските зраци. Не. Вашиот одговор не е точен, тоа е пронаоѓач на рентгенските зраци. Меси има освоено повеќе златни топки од Роналдо. Јава. Да. Да. Вашиот одговор е точен. За Плавуши. Нашиот ракометен репрезентативец Кирил Лазаров игра во Реал Мадрид. Не. Точен одговор, тој игра во Барселона. За Јава. Трилер и Смут Криминал се песни на Майкл Джексон. Да. Вашиот одговор е точен. Плавуши. Джастин Тимберлейк е актер. Да. Вашиот одговор е точен. Јава. Майкл Џордан игра во Нью Йорк Најкс. Не. Вашиот одговор е точен. За вас. Џон Ленон е член во Ролинг Стоунс. Не. Вашиот одговор е точен. Бели мугри е дело на браќата Милодиновци. Да. Вашиот одговор не е точен. Ирска се наоѓа на скандинавскиот полуостров. Да. Вашиот одговор не е точен. Ирска се наоѓа, скандинавскиот полуостров се состои од државите Норвешка и Шведска. Исланд се наоѓа во Обединетото кралство. Не. Вашиот одговор е точен. За Плавуши, во играната серија Friends има 6 главни ликови. Да. Вашиот одговор е точен. Со ова прашање ја завршивме првата игра. Сега сакам да ви ги знам импресиите, што чувствувате, како се чувствувате. Плавуши, бидејќи тие се поголеми од вас, дали мислите дека ќе ве победат? Не мислам, полесно е, колку што мислевме. Кои прашања ви беа најлесни? Леонардо Ди Каприо, Да. Оскар. Вас? Вие? Мисля дека е лесно ма тремота в те.
Добро. Резултатите, да. Тимот Јава има 32 поени, а тимот Плавуши има 24 поени, што значи дека во оваа игра вие сте победници Јава. Сега одиме понатаму. Втората игра се нарекува проста математика. Имате дадено 6 цифри од кои треба да добиете 3 цифрен број, при тоа да ги користите математичките операции: одземање, собирање, множење, делење, загради и еднакво. За решавање имате 2 минути, а за презентација имате 30 секунди. Оној кој што ќе го добие точниот број добива 20 поени, оној кој што ќе го има приближниот добива 12 поени. Доколку тимот кој го има точниот резултат сгреши при пресметувањето, другиот тим има шанса да одговори исто така. Задачата е следна. Добите го трицифрениот број 879 со помош на математички операции помеѓу броевите 8, 9, 1, 2, 20 и 100. Времето ви тече. Брзо мислите и решавайте. Уште малку. Пет, 4, 3, 2, 1. Готово. Точен резултат има. Колку? Да кажувам Не, кажи го само бројката. 879. Добро. И ние имаме точен 879. Добро, први нека го презентираат Јава. Имате 30 секунди. 100 по 9 Времето тече. минус 20 минус 7. 100 по 9. Стой. Да ви вникнат резултат дали е точен. Вашиот резултат е точен, што значи вие добивате 20 поени. Втората задача за Плавуши е: добите го трицифрениот број 681 со помош на математичките операции помеѓу броевите 4, 5, 2, 7, 15 и 50. Времето тече. Полека размислувајте. Наполовина сме. Само да ви напоменам дека не смеете да ги користите броевите два пати. Уште малку. Да ви ги повторам. 4, 5, 2, 7, 15 и 50.
Еден. Готово. Плавуши. Кој резултат го добивте? 680. Ви? 686. Ви? 680. Повели. 50 по 15. Минус 7 по 5 по 2. Вашиот резултат е точен. Вашиот резултат е точен и вие исто така во оваа игра добивате 20 поени. Сега 12. се извинувам, 12 поени, бидејќи бевте приближно, а не бевте точно. Следната игра е Милионер. Оној кој има помалку број на поени од првите две игри, избирате категорија, тоа сте вие плавуши. Таа може да биде музика, занимливости, филм или спорт. Добивате по 7 прашања и 4 одговори. Точниот одговор ви носи 8 поени. Ако вие не го знаете прашањето, вие може да го одговорите јава и добивате 4 поени. Која категорија ја избирате? Филм. Добро, првото прашање гласи вака. Кој е креаторот на Мики Маус? Под А. Грахам Грин, под Б. Стивен Спилберг, под В. Валт Дизни или под Г. Чарли Чаплин? Под 2. Валт Дизни? Да. Беше да одговор е точен. Второ прашање. Кој ја игра главната улога во The Mask? Под А. Вил Смит, под Б. Зек Ефрон, под В. Џони Деп, под Г. Джим Кери? Под Г. Вашиот одговор е точен. Училиштето во кое учеше Хари Потер се викаше под А. Хардвард, под Б. Хогвартс, под В. Хавардс, под Г. Ховардс. Под Б. Вашиот одговор е точен. Главната улога во The Maleficent ја игра под А. Ема Ватсон, под Б. Анджелина Џоли, под В. Лиам Несон или под Г. Чанинг Тейтум? Под Б. Анджелина Џоли? Вашиот одговор е точен. Како е името на младата хероина во филмот The Hunger Games? Под А. Катлин Евергроу, под Б. Кетрин Евергрин, под В. Кейтнис Евердин или под Г. Катерина Евелин? Под В. Вашиот одговор е точен. Фразата Хакуна Матата е произлезена од анимираниот филм под А. The Lion King, под Б. Пепелашка, под В. Toy Story, под Г. Убавицата и зверот? Под А. The Lion King. Вашиот одговор е точен. Режисерот на филмот До Балчак е под А. Никола Којо, под Б. Дуке Бојаджиев, под В. Сашко Коцев, под Г. Столе Попов? Под В. Вашиот одговор не е точен, под Г. Столе Попов е точниот одговор. Сега вие избирате категорија. Занимливости. Избравте категоријата занимливости. Првото прашање е: куќата на Јулија се наоѓа во под А. Рим, под Б. Верона, под В. Болоња, под Г. Фиренца? Под Б. Верон. Вашиот одговор е точен. Најчесто машко име на светот е под А. Мухамед, под Б. Александар, под В. Том, под Г. Џон? Под В Том. Не. Славиши? Под А. Вашиот одговор е точен. Кој е првиот претседател на Америка? Под А. Абрахам Линколн, под Б. Џорџ Вашингтон, под В. Џорџ Буш, под Г. Франклин Рузвелт? Под Б. Џорџ Вашингтон. Вашиот одговор е точен. Кој е основач на компанијата Apple? Под А. Стив Џобс, под Б. Бил Гейтс, под В. Марк Цукерберг, под Г. Стивен Хокинг? Под А. Стив Џобс. Вашиот одговор е точен. Кој е хемискиот символ за жива? Под А. ЦУ, под Б. ХГ, под В. ЦН или под Г. И? ХГ. Под Б. Точен одговор. Во која година е произведена првата Кока-кола? Под А. 1866, под Б. 1886, под В. 1903 или под Г. 1948?
Под Б 1886. Точно. И последното прашање. Првиот председател е под А. Мартин Лутер Кинг, под Б. Барак Обама, под В. Нелсон Мандела или под Г. Бебе Кинг. Под В Нелсон Мандел. Вашиот одговор е точен. Со ова ја завршивме и третата игра. Што мислите, кои беа подобри? Не знам. Дали сметавте кој колку одговори? Мислам дека плаваше беа по-добри. Ги погодија филмовите? Да. Не ви се погоди категоријата? Не, мислях оти ако има ние филмови, ќе ги заглавам. Добро. Поените. Вака, Јава имаат 48 поени од оваа игра, а вие плавуши имате 48, тоа значи дека сте изедначени. Добро, вака сега продолжуваме со наредната игра. Таа се нарекува Следиме. Тимовите добивате по еден збор од нас и треба да формирате друг збор кој ќе започнува на последните две букви од првиот збор на зборот кој што е даден, а при тоа да не завршува на К и на Ко. Оној кој победува добива 8 поени. Првиот збор е представа, зајава. Вар. Арамија. Арамија. Јаболкница. Цар. Аргумент. Вашето време истече. Вие добивате 8 поени. Вашиот збор е проба. Азбучен. Како? Азбучен. Проба, азбучен. Времето ви заврши. Проба, азбучен. Проба. Азбучен. Трябва нали последните Проба. букви? Да, последните две букви. Сгрешихте. Сгрешихте, не добивате поени. После четвртата игра, Јава имаат 16 поени, а плавуши немаат поени. И затоа сега продолжуваме на петата и последната игра. Таа се нарекува Логоа. За оваа емисија се избрани телевизиски канали. Тимовите вие односно одговарате наизменично, за секој точен одговор добивате по 4 поени. Доколку тимот погреши, другиот тим има право да одговара и исто така ако погоди добива 4 поени. Имате по 5 секунди. Лавуши? Првото лого. National Geographic. Точно. Второто лого. Discovery. Точно. Лавуши. Ви помина времето. Не го знаете, NBC Спорт. Јава. Ви помина времето. Плаваше. Discovery Science. Плавуши. BBC. BBC. Уште еден збор. Добро. Ќе го признаеме BBC News. Зајава. Fox News. Не. Volkswagen. Точно. Плавуши. Cartoon Network. Точно. Јава. MTV. Точно. Плавуши. Sportcar. Како? Sportcar. Не. Спорт клуб. Точно. Јава. Viasat History. Точно.
со ова завршивме. Ја завршивме, тоест, петата игра. Сега, за крај, би сакала да чуем импресии од Јава, затоа што последно го одговорија прашањето и беше точно. Дали ви беше лесно, тешко, се мачевте, размислувавте? Не беше многу тешко, ама не е за подценување. А која ви беше најтешка од игрите? Логова? Математика. Математика? Да. Вам? Прилично лесно, направивме неколку грешки. Во кои области? Мислам, во која игра? Играта со зборовите. Со зборовите, да. Добро. Нешто друго за крај да им порачите нашите кандидати? Добро, да ги кажеме поените. Јава имаат 132, а Плавуши имаат 96, што значи дека со Јава се гледаме понатаму. Ви благодаривме што не следевте и оваа вечер. Се гледаме во среда во 18:25. Пријатно!